Во одделни реони во Македонија се уште нема центри за згрижување на жртви од семејно насилство, со оглед дека бројките на семејно и родово базирано насилство растат во своите заедници. Представници на граѓански организации имаат намера да го реплицираат моделот на центарот од Струмица, отворен од граѓанска организација, а во соработка со повеќе институции. Одамнешни се потребите за отварање на шелтер центар, затоа што во западниот дел на Македонија нема ни еден шелтер центар, значи ни во Тетово, ни во Гостивар, најблискиот шелтер центар во Скопје. Затоа, имајќи ги предвид ситуацијата со насилство, дека во последните години бројот на пријавено насилство се зголемува. Драгана Костевска од Сдруженијето за поддршка за ранливи групи граѓани Охрид смета дека освен на кривично-правната област, треба поголем акцент да се стави на отварање за солништа, згрижување и јакнење на жртвите од семено насилство во земјава. Гледаме дека цело време моментот е на кривично-правната заштита, на кривично-правниот закон, а заштитата на жртвите е некако споредна и заоставена во општеството, а дали постои дефинитивно, затоа што многу жртви не знаат дека се жртви, не се свесни дека се жртви, се соочуваат со такви фактори на ризик, што е доставно во секој случај дека има потреба. Во Струмица веќе неколку години функционира шелтер центар, формиран од граѓанска организација во соработка со институции и бизнис заедницата. Само оваа година престојувале околу 30 на жени. Бројките не зборуваат дека навистина не е оправдано отворањето на шелтер центарот во Струмица, иако во шелтерот во Струмица не се згрижуваат само жени од Струмица и микрорегионот, се згрижуваат жени од целиот југоисточен, па дури и источен регион и од Скопје. Со тоа сметам дека и како Сдружение на граѓани, но и како општина ги оправдавме целите. Согласно Истанбулската конвенција, на која потписник е и државата, мора да се отвара по еден шелтер центар за жртви од семено насилство во секој реон со минимум 50.000 жители.